Она што во моментот го доживуваме е мозочна смрт на НАТО. Ова е диагнозата на францускиот председател Емануел Макрон. Во интервју за британскиот магазин Економист објавено во четвртокот, Макрон посочи дека НАТО умира заради непредвидливоста на Соединетите држави под председателот Доналд Трамп. Тој изрази сомнеж во точката од повелбата која е основа за воениот сојуз од 29 држави, дека нападот врз еден е напад врз сите. Забелешките бргу ги отфрли германскиот канцелар Ангела Меркел заедно со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на пресконференција во Берлин. Der französische Präsident hat ja drastische Worte gewählt. Das ist nicht meine Sicht der Kooperation in der NATO. Ich glaube, ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen. Американскиот државен секретар Мајк Помпео, кој е во посета на Германија по повод падот на Берлинскиот зид, ја истакна вредноста на Северноатланската организација. I think NATO remains an important, critical, perhaps historically one of the most critical strategic partnerships in all of recorded history. Но Макрон не е прв член на НАТО што изрази сомнежи во алијансата. Председателот Доналд Трамп како кандидат го нарече пактот застарен, став што го смени по неговиот избор. I said it was obsolete. It's no longer obsolete. Но американскиот председател продолжи да ги повикува членките да трошат повеќе на вооружување и да не се подпираат толку врз американската воена сила. We must also ensure that NATO members meet their financial obligations and pay what they owe. Many have not been doing that. Во интервјуто Макрон рече дека Соединетите држави покажуваат знаци на вртење на грбот спрема Европа. Тој притоа се повикува на ненадејната одлука на Трамп од минатиот месец да ги повлече трупите од североисточна Сирија, без да се консултира со европските сојузници. Коментарите на Макрон доаѓаат еден месец пред самитот на НАТО на 4 декември во Лондон, каде што генералниот секретар Јенс Столтенберг и многу сојузници сакаат да изградат слика на единство во време на растечката кинеска воена моќ и на руските обиди да ги подкопаат западните демократи преку сајбер напади, кампањи за дезинформации и тајни операции.